И во Америка секој може да биде на функција, независно дали има двојно државјанство или тројно, само не можете да бидете председател на Соединетите Американски држави, треба да сте родени. Може и тоа еден дан да сменат, но тоа не е битно. Ете, единствен човек кој што не може. Овде кај нас се пропагира, се промовира од ДПМН и се разбира има поддршка и од тие што има поддршка, да дури не можеш, пази, со двојно државјанство да бидеш еден директор или еден обичен советник. Кога викам обичен советник, тоа не е огромна функција, но одговорна е, бидејќи водиш општина и донесуваш одлуки, бидејќи што ќе изгласи мнозинството од советот во општините. Така, министри, директори, градоначалници, сите избрани именувани. Значи, мојата приказна е многу едноставна. Зошто ние не одиме, а досега 35 години не сме го правеле тоа поточно политичарите, да квалитетот оди напред. Не лепачи на плакати, не луѓе што купуваат дипломи, не луѓе кои што ја унакazија и исплачкаа Македонија или воопшто да не ја крадеа досега, се неспособни да ја водат. И се замислите една фирма огромна, нека еве да имаме фирма од 100.000 вработени и да е најмоćна во технологија или која е друга област во Македонија и да ја земат да ја менаџират неспособни луѓе, ќе ја уништат таа фирма. А зборуваме за држава, зборуваме за народ. Под народ